Официјално ќе ве поздравам од студиото на Телма телевизија. Инаку јас почнам да зборам и аплаузот нека си тече. Драго ми е. Аплаузот си тече. Инаку јас добри 20 на секунди си зборев и режиме вели чекај, не оди, јас си почнав да си зборам. Меѓутоа како и да ве поздравам од нашето студио на Телма телевизија и овој петок да ги заокружиме овие 5 епизоди всушност од денешниот 21 август на Телма телевизија и секако премиерните 90 минути кои што ги имаме во текот на летото и летната сезона на Телма телевизија. Се со цел, нели, едно забавно попладне, како пред некој ден кажав. Време е сега ние со забавата, културата, уметноста и спортот, секако ние содржини кои што се наша главна одлика да го окупираме просторот во медиумскиот етер и така немаме многу простор, меѓутоа во овој момент ние сме луѓето кои што ќе бидат храбри и заеднички ќе уживаме во содржините. Ќе ги поздравам секако колегите кои што се со мене и во реализација на денешната емисија. Тука се секако Наталија, Андреј, Жан, Ирена, Горан и Дени. Денеска не пропуштив никој, секако јас, Марко, кој што ќе ве води до 17 часот и 30 минути. Како и да е, денес ќе се потрудам повторно да уживате со добар музички избор. Фокусот повторно ќе го дадам на музиката и повторно ќе го дадам фокусот на културата и уметноста, нели, како едно живење за еден од интересните млади кореографи кои што ќе ни се вклучат директно повторно од Струмица, бидејќи Струмица Open Festival е во ЕК. Во дефицит сме, нели, во настани, не толку можеби како што очекуваме можеби на почетокот на летната сезона, меѓутоа добро е што од време на време ќе дознаеме дека под отворено небо и тоа како се случуваат настани. Еден од тој поголеми обемни настани е токму Струмица Open Festival, како што имав прилика вчера да говорам со еден од организаторите всушност за летната школа на гитара, кој што ќе се случи на 24-ти, чинам дека беше концертот. Денес во рамки на Струмица Open Festival ќе го најавиме всушност и проектот или представата која што го организира студиото One Dance Studio токму од Струмица. Станува збор за представа која што ќе ги на некој начин донесе оние човечки вредности, како вели и кореографот млад Панче Димов, кој што ќе го имаме денес некаде кон крајот на 90 минути. Проектот е насловен како Human или човек, така што ќе биде интересно. Млад кореограф ќе имаме приликаите со интересна илустрација на видеоинсерти, како тие годинава ја помина со One Dance Studio, тој инаку нели кореограф и човекот кој што е дел од оваа платформа, ќе биде интересно да раскажеме за сите оние проекти и работи на кои што во моментот тој и можеби работи. Ќе говориме со Панче Димов, јас од позади што се вели на сценариото појдов, меѓутоа некаде околу средина на денешните 90 минути ќе имаме прилика директно во живо од Амстердам да уживате со една прекрасна дама. Знам дека ја вклучивме пред можеби месец и половина, меѓутоа тогаш нели поради тие пресконференции кои што се случува нели апропо и COVID-19 и светската пандемија, па најчесто нели бевме прекинувани во текот на програмата. Така што тогаш не успеавме се да раскажеме и не успеавме никако да дадеме некоја добра музичка вибрација во етерот, така што денес тоа ќе го сториме ексклузивно за сите вас кои што сте на Телма телевизија со Ива Христовска или позната веќе под уметничкото нејзино име како Амика. Дамата која што пред 10 години ја запознавме заедно со сега веќе нашата добра позната артистка Сара Мейс на Јас имам талент. Чинам дека тоа беше нели во Бугарија. Можеби ќе се сетите бидејќи ќе евоцираме, спомени го имам видеото кој што ќе не врати во 2010-2011 година, каде Ива и Сара беа под тогаш псевдонимот или уметничкиот израз како Цимерките. Направија тие нели неколку синглови, уметнички проекти. Меѓутоа овој пат Ива ќе се вклучи во живо од Амстердам, Холандија, бидејќи таа веќе можеби цела година и повеќе е со живење токму во холандската престолнина. Така што ќе биде интересно, да не забораваме дека кога сме кај Холандија, во ЕКот веќе се случува, знаете, 11-тото издание на Македокс, ке потсетам бидејќи земја во фокус е токму Холандија и под мотото слеј се со тишината, ете, мала дистракција од денешната тема. Така што ќе биде интересно. Опуштено издание повторно и овој петок, како што кажа, да дадеме кулминација на оваа работна седмица. За почеток на овие 90 минути ќе си го поздравиме нашиот Горан Боев, уметникот на неделата, секако прилогот кој што го посветуваме нему, а потоа веќе чекам во градскиот информатор.
Поздрав до нашиот Горан Боев, уметник на оваа недела, секако со него денес си ги заокружуваме овие премиерни 90 минути или поточно ги започнуваме, меѓутоа како уметник ги заокружуваме. Пред да проложам секако со градските содржини во градскиот информатор за тековните 90 минути, веднаш ќе ве поканам, веднаш со телефоните во рака, најбрзиот од вас ќе добие токму оваа книга што ќе погледнете токму во продолжение, што го се одговараме со бојата на блузата. 9 роман во илустрирани приказни, нашиот почитуван Славимир Стојановиќ Футро, инаку реномиран белградски дизајнер кој што официјално имаше своја онлайн промоција на неговата прва книга 3076 677. Денес ќе наградиме уште еден од вас. Имавме прилика тоа да го сториме изминативе 4 дена, така што еве најбрзиот кој што ќе ни се јави ќе му ја доделиме оваа книга, веднаш ќе си појде во Арсламина публикации на улица Македонија да се ја подигне. Инаку тој и во своето интервју всушност даде елаборираше на тема, нели, за создавањето на ова четиво. Вели тежок беше процесот на создавање на овој роман и повеќе беше резултат на некоја психотерапевска работилница отколку книжевно дело. Не го доживувам така, повеќе го направив затоа што сватив дека може да им помогне конкретно на другите луѓе да се освестат и можеби да освестат некои слични проблеми и да им помогне или пак да ги инспирира да издржат токму во своите соништа и надежи. Објаснува Футро и додава дека со пишувањето на овој прв за него роман се ослободил од голем притисок. Секој од нас го чувствува во некој период од животот. Инаку ова дело кое што имате прилика да го читате е составено од вкупно 47 приказни, секој од нив е илустрирана од различен дизајнер, уметник или фотограф од Балканот. За авторот, како што кажав, тоа е и најголемата вредност на книгата, која што сам го нарекува мала победа на заедништвото. Прв роман на Футро, кој што инаку познат нели во својата средина. Неговите проекти би споделил дека во доменот на дизајнот има добиено повеќе од 300 меѓународни награди, меѓу кои што и почитуваната награда за животно дело од Сдруженијето за пазарна комуникација на Србија. Тој инаку воедно има работено постери за Скопскиот джез фестивал. Сакав да ги прикажеме, меѓутоа бев навистина денеска кусо со времето, немав кога, така што ќе ми оставите во некоја следна прилика, бидејќи можне следниот период да имаме и онлайн промоција конкретно кај нас, односно видео интервју токму со овој почитуван автор сега. Инаку работел омоти на албуми за култните групи и музичари, ќе се потсетиме на ЕКВ, Party Breakers и почитуваниот Рамбо Амадеус. Во моментот пак Футро најмногу ужива во предавање на факултет и безрезервно пренесување на своето знање за помладите генерации. Инаку работи во моментот, колку што имав прилика да дознам и од моите почитувани пријатели од Арсламина, дека работи на вториот роман со работен наслов Палома, кој исто како и 9 ќе биде инспириран од неговиот личен живот. Благодарам на трпението за нашиот гледач и слушател денес на Телма, ќе си го поздравам и ќе му посакаме топло добре дојде како и многу мина денес на фреквенцијата. Добар ден. Добар ден и добро ве најдов. Добро ве најдов, уште подобро. Со кој се дружам јас ова попладне? Аница на телефон. Аница, се надем дека уживате во овој нов термин, меѓутоа нели да речеме таа наша главна одлика на културни интересни содржини. Да, ми ја разгалувате душата со вашите содржини, иако сум повозрастна особа, вашите содржини одговараат. Апсолутно мислам дека годините не играат никаква улога. Аница, мене ми е драго што денес сме ваше друштво. Ке потсетам дека уште утре во било кој период од денот може да се појдете на улица Македонија спроти домот на мајка Тереза, токму во публикацијата, односно Арсламина публикации со вашите генерали, лична карта потврда од Телма телевизија и подигнете си го ова четиво. Многу ви благодарам и пријатен викенд и се најубаво. Ви благодарам, убаво кажано. Да, пријатен викенд за некои 40 на минути ќе посакаме на сите, кога ќе се збогуваме од овој петок. Жан, дали сме подготвени за градските содржини? Па така е. Знаете што, утрово прочитав една убава информација и многу се израдував дека Европа конечно се буди. Сега нека не значи ништо, меѓутоа добро што Европа се буди. Прв концерт ќе имаме конкретно со 12.000 посетители. Убава вест беше утринава, нели, овој 21 август, да знаеме дека нели конкретно ќе се случи тоа. Така што ќе побарам едно видео сега од нашите колеги од режија. Се сеќавам дека пред 2 седмици Британија, чинам дека во Лондон се случи првиот концерт кој што беше со нели физичка дистанца, не социјална. Социјална ми е малку погрешен термин, бидејќи социјално и сега се комуницираме. Физичката дистанца со тие некои платформи и знам дека многумина кои што беа велат не може ништо да се замени нели со таа убава гужва и метеж кога се случува, меѓутоа ова се тие инсерти кои што ги пронедов од
почитувачи нели на овие концертни активности и првиот концерт кој што се случи во Британија, на ваков начин изгледаат овие протоколи со заштитни мерки. Па ваков концерт ќе се случи за прв пат во Дизелдорф во Германија, меѓутоа ќе потсетам дека веќе во некои земји концертите, представите и ноќните клубови и кината понатаму се забранети. Низ Европа, нели, повторно почнуваат секако тоа организирање на манифестации со капацитети што во некои случаи преминуваат и до 10.000 луѓе. Еве ги тие платформи кои што беа во Британија, на ваков начин се одвиваат тие, нели, концерти. Така што во Дизелдорф во Германија во септември ќе биде одржан настан со 12.000 луѓе на стадион кој што инаку може да собере 54.000, така што нели со помал капацитет. Ова ќе биде и досега најголемиот концерт во Европа, поточно во Германија од март, додека пак во Берлин се најавени концерти на отворено за публика од 5.000 луѓе. Покрај отворањето на земјата за настани, Германија како поддршка за својот музички и креативен сектор, кој инаку нели беше еден од најтешко погодените од пандемијата, намени пакет од 50 милиарди евра. Инаку по големата кампања Let the Music Play, во која што учествува некои од најголемите светски звезди и бендови како што се Ed Sheeran, Paul McCartney, Rolling Stones и Coldplay, Велика Британија, како што кажав, еве го тој концерт кој што го гледате во моментот, дозволи настани на отворено и Британија, меѓу другото, обезбеди пакет мерки за помош на музичката индустрија од над 1,5 милиарда фунти. Франција токму на 11 јули пак минатиот месец ги отвори стадионите со ограничен број на посетители, околу 5000 повторно, и истата граница со почитување на здравствените протоколи се однесува и на представите. Секако тука се ноќните клубови, како што кажав, некои од кината веќе се отворија. Меѓутоа, ова сето тоа повеќе најавено за месец септември. Ќе биде проследено со посебен пакет економски мерки, како велат наменети за секторите култура и манифестации со над 300 милиони евра. Покрај, како што кажав, Британија, Германија, тука како ја споделив, чинам дека и Берлин, како престолнина, и Италија, Грција, Бугарија, Унгарија, Австрија, Чешка и Белгија, како и повеќето други европски и светски земји, полека велат, но сепак сигурно ги отвораат своите концертни сали и кина со посебни економски пакети, исто како и горе споменатите веќе германски престолнини за нивна поддршка. Да не забораваме дека тоа се случува и кај нас, можеби нели во помал формат, со оглед на тоа дека нели веќе ќе споделам и за Охридското лето, да фестивал, нели некои концерти кои што ги организираа нашите пријатели со работници од Авалон продукција, така што од прилика некако нели работите некако действуваат, не во тој полн ефект како што сме навикнати, меѓутоа нели се полека безбедно да се најдеме нели на некои следни датуми следната година. Здравје Боже што се вели. Ете така. Друго сакав да ви споделам, сега време е да споделам апропо и тековната програма за 60-тото јубилејно издание на Охридското лето кое што е во полнек. Ете, тековно информираме за некои од овие настани, така што во рамки на музичката програма на Охридското лето вечерва ќе имате прилика да уживате во концерт на музичката младина на Македонија, и тоа со камерниот оркестар на Саша Николовски ѓумар по диригентска палка на Олег Кондратенко. Како солист вечерва настапува виолинистот Ѓорги Петровски, еден почитуван уметник, ќе споделам и нешто за него. Концертот е со почеток вечерва од 21 часот во предворието на црквата Света Софија. Камерниот оркестар на музичката младина токму постои повеќе од 32 години и е основан како прв сегмент на летниот музички камп на МММ во Охрид во далечната 1986 година, поточно мојата година, да. Овој инаку ансамбл е прв единствен од ваков вид на просториите на југоисточна Европа и е составен од студентите на Факултетот за музичка уметност во Скопје, но и гости или музичари од други земји. Што би споделил друго за вечерашниот концерт? Повеќе од 350 млади музичари инаку биле дел од овој уникатен состав кој што низ годините и е нели наменета на музичката јавност, не само како неопходност, туку и како изведувачи состав со високи професионални квалитети. Кога веќе го споменав почитуваниот млад виолинист Ѓорги Петровски, симултано сега гледам истовремено во фотографиите, ќе ви кажам за кој станува збор. Младиот виолинист Ѓорги Петровски е од Охрид, родом од Охрид. По завршување на своето основно образование тој дипломира на Факултетот за музичка уметност во Свети Кирил Методи во Скопје. Во моментот е на мастер студии, својата музикална наобразба ја збогатува со реномираните уметници како Ханс Петер Хофман, Давид Гримил, Гордан Николич и Татетик Мокацин. Еве го Ѓорги. Ете така, вечерва ќе имате прилика со овој виолинист, особено тие кои што во моментот можеби не гледате од Охрид или сте во Охрид, ќе уживате токму со овој фантастичен, јас би рекол, музичар
Георги Бетровски, кој што инаку музицира со повеќе камерни ансамбли и оркестри, би споделил како камерен музичар, настапува и со клавирското трио Антерос во Милано, потоа во Стокхолм, во Берлин, во Виена, како солист настапувал и со филхармонијата на нашата Македонија. Интересно е тоа што неговото пак оркестарско искуство го вклучува настапот, би споделил дека со филхармонијата во Луксембург, токму во младинскиот оркестар во Берлин и во Минхен. Апсолутно мислам дека одлично портфолио и биографија за млад наш почитуван виолинист. Да, еве го и плакатот за следниот настан и последен кој што ќе го споделам со вас, или пак новото издание на недела на новиот германски филм. Овој пат, како и бројни настани, ќе биде под отворено небо. Во поразличен формат, така што на 24 август започнува токму неделата на новиот германски филм. Публиката, велат, во Струга прилепи во Скопје, ќе ја продолжи долгогодишната традиција на дружење со најновите остварувања на богатата германска кинематографија. За разлика од минатите години, овој пат сите посетители и гледачи ќе уживаат во филмските проекции, како што вели и слоганот под отворено небо. Стружани, велат, ќе може да следат програмата на неделата новиот германски филм од 24 до 27 август. Потоа наред доаѓаат Скопје од 1 и до 7 септември, како и Прилеп на 3 и 4 септември. Ќе имам прилика секако од Гете институтот да можам следниот период да најавам и гости кои што ќе говорат конкретно за овој настан. Напоменуваме дека сите проекции на неделата на новиот германски филм ќе бидат прикажани под отворено небо со целосно почитување на препораките за COVID-19. Настаните кои што ги издвоивме во денешниот градски информатор. За кусо време се дружиме и се поврзуваме со нашата Ива Христовска, Амика, во живо од Амстердам, Холандија. Таа специјално денес си обезбеди термин, секако се ослободи од своите работни активности, да биде со вас и секако да, дружи со добра музика, така што сега ќе се потсетиме ние пред да вклучиме Ива од Амстердам. Баш колегите од режија, поточно Ирина, сподели, Ламбе. Се сеќам дека тоа беше една убава поп музика, убава поп сцена имавме пред 15 на години со тогашните тие нови звезди на Имба продукција, така што еден од нив беше и Ламбе Лабаковски, еден голем миленик кога бев јас и средношколец, така што ќе се потсетиме на неговите први музички проекти и дела. Море од солзи ќе не врати, како што кажав, можеби некои 15 на години назад во музичката индустрија. Тонам во море од солзи, солзи на љубовта, горе на небо со звезди, те сакам пишува. Негде далеко во самен дел од градот, две усни треперат и место нежно да љубат, тие време губат и пак се карат и по кој пат се зборува за истите грешки, само се трошат зборови, устни служат да раскажат за љубовни мисли и да ја покажат љубовта. И пред да те бахнам ти ми велиш каде беше вчера ти, тонам во море од солзи, солзи на љубовта, горе на небо со звезди, те сакам пишувам. Тонам во море од солзи, солзи на љубовта, дека до безкрај те сакам, на небото пишувам. Устни затвори, слушај песна како те гали, со нежни стихови, почувствувај го ритамот на срцето мое и очи затвори. И пред да те бахнам ти ми велиш каде беше вчера ти, тонам во море од солзи, солзи на љубовта, горе на небо со звезди, те сакам пишувам. Тонам во море од солзи, солзи на љубовта, дека до безкрај те сакам, на небото пишувам. Тонам јас од љубовта, те молам биде среќна, сакај ме, без омежи, сакај ме, и јас те сакам. Тонам во море од солзи, солзи на љубовта,
те сакам пишува. Тона до море од солзи, солзи на љубовта, горе на небо со звезди, те сакам пишува. Тона до море од солзи, солзи на љубовта, дека до безкрај те сакам, на небото пишува. Live from Amsterdam, the Netherlands, или the го нема дека Netherlands, мислам дека има ќе ми каже Ива, во живо од Амстердам, Холандија, како што се ветивме уште пред некои десетина дена со Ива се искомуницираме, велам овој пат на танане што се вели вака народски ќе си имаме прилика да уживаме, овој пат и да ни музицира за сите вас кои што сте во овие мигови на Телма телевизија. Ива и Христовска, наша амика, под музичкото име ни се јавува директно претпоставника од својот дом, како што кажав, денес оправдано одсутно од своите работни активности во Амстердам, се со цел нели да биде тука за вас и да уживате со музиката. И јас би рекол таа креативна уметност која што има незината душа. Ива, те поздравам, ти благодарам за вклучувањето и што стапуваш простор повторно да бидеш со гледачите на Телма. Честа една висна голема. Фала ти, здраво да гледачи и фала на поканата, ја за да бидете вашата емисија и подружиме вам. Така, сакам да прашам, како си периодот со работните обврски, преку еден ден, знам дека минатиот пат нешто ми кажа дека голем дел, како и во светот, за жал и дел од луѓето во Холандија ги загубија некои од работните нели позиции и така натаму, меѓутоа како е сега можеби и состојбата, чисто само да дадеме акцент на темата околу пандемијата и слично. Па ситуацијата сега едно време пак се влошува. Се влошува? Леговме во помаранџиста зона, калова зона. И јас, бидејќи работам во гостителство во хотел, на бар, да, мислам, туризмот е една од најпотените моментот гранки, така? Гранки и така да, не знам, едноставно среќна и благодарна што те уште имам работа. Јасно. И меѓутоа и покрај работата која што тие музицирате, како се случуваат активностите, се одвиваат активности, има под отворено небо, баш премалку говоревме во еден сегмент кај нас во градскиот информатор дека еве конкретно во Дизелдорф во Германија во септември првпат ќе се случува голем концерт од 12.000 посетители. Па ме интересира бидејќи Холандија е дефинитивно земја на уметноста, на слободата. Јас ми рекол таа ментална структура што имаат холанѓаните е навистина прекрасно барем да се посети, да се доживе. Како се одвиваат сериозно музичките активности таму, генерално и тие културни настани? Па исто музиката како е, нели, туризмот е доста поголема. Во моментов нема многу музички случувања. Освен што имате до пред некоја недела ограничен број на луѓе кои што може да присуствуваат на концерт. Меѓутоа, што влегуваат во скенитат код, колку што нели изјавуваат дека немаат температура, немаат натаму. Меѓутоа, тоа беше граница стои, а во моментов има ограничувања до 6 луѓе можат да соберат во домашни услови. Значи до 6 луѓе во домашни услови, тоа е да речеме некоја препорака која што даваат холандските власти. И нормално даваат препорака 1,5 метар да се меѓу тоа. Но појава е тоа што ние сме луѓе и тоа многу тешко да се
и по метар дистанца. Да, малце е тоа непријатно. Како и да е. Во моментот сакам да ги потсетам гледачите, може ти немаш прилика сега во моментот да го погледнеш оваа снимка. Јас мора да се потсетам на, ќе ми кажеш, 2010-2011 година со Сара Мейс. Во моментот те гледаме на настапот на Јас имам талент. Цимерките, вака, ќе замолчиме јас и ти на момент да се потсетат гледачите на вашиот настап, некои 30 на секунди и така ќе си разговараме јас и ти. Ајде. Едни од најубавите спомени. Колку поминаа? 10 години, деценија помина од овој настап? Леле, да, само сме 21 година. Леле! Знаете, Пепиња. мислам дека тоа беше еден од најубавите мигови кога веќе нели Македонија почна да се промовира на другиот пазар, да речеме. Вие бевте едни од тие, нели, тука беше Идол некој период, па потоа се случи и Јас имам талент. Кажи ми, студиравте музичка академија, ти беше конкретно кој одсек? Јас бев музичка продукција и менеджмент, Сара Карта. Што си остана и ти и таа во својот сегмент на работата. Како и да е, овие беа сериозно многу убави времиња. Знаеш како велам јас, наивни, меѓутоа кревки и убави времиња каде што повторно културата не беше во некаква ерозија како денеска, туку баш се даваше простор за музиката. Сите овие, да речам, талент шоуа беа со генерално прайм тајм термини на нашите телевизии. Значи имаше простор луѓето да се забавуваат. Денес сме со политичка апатија. Ние пативме со Сара на баш последниот брат на музичка, што се вика креативност при нас. После тоа не знам што се случи, меѓутоа ја сегаш ја тажно кога се потсеќам и кога зборам за таа тема. Знаеш како не дека само кај нас, туку секаде во светот за жал доминира политиката на медиумите така натаму, меѓутоа еве со твои колеги од наша сцена кои што продуцираат музика и за светскиот пазар, сите велат дека денес е многу лесно да се даде шамар на тие медиуми кои што пропагираат нели таква содржина, затоа што денес има подкасти, има онлайн сервиси кои што нели се борат, да речеме, на тој начин. Глупа е тој термин да се каже борат, меѓутоа за жал нели тоа е реално. Се сеќаваш кога бев на возраст слична сме нели јас и ти со Сара. Се сеќавам кога дојдовте, имавте така голема популарност нели од ова шоу. Седнавме, не знам дали беше тука во близина негде на кафе, на еден пијалок кога зборевме да направиме некаква колаборација, да ве менаџираме. Не знам дали сеќаваш на овие детски моабети наши. Така некако ми текнува, да. Интересно беше. Како и да е. Да, тоа е време. Да, во моментот работиш на музика во Холандија, во Амстердам. Би сакал само да споделам, немав пристап до SoundCloud, каде што веќе нели се овозможуваат сите твои numeri како и на музичките артисти широм светот. Станува збор за еден ремикс на Guess Disco, ќе ми кажеш, кој што го работиш со него, го издаде преку германската издавачка куќа Save the Black Beauty. Би сакал само да споделиш за каков проект станува збор. Значи, тоа беше во склоп на околностите во живот. Сметам дека луѓето секогаш треба да се отворени 100% околу себе и Мојот случај беше го запознав со Алберто Сабатини, кој што е воедно менаџерот на целата прича. И беше кај нас хотел на бар, беше работно. Имаше купено плочи
Јас, нели, плочи, јас снимам музика, шоу музика, бла, бла, бла. Вика, да, јас имам издавачка куќа во Берлин и почнавме да збориме на таа тема, нели? И викам, јас почнав сега да издавам музика, како продуцент и ми рече, одлично, ако сакаш можеме да сработуваме и сега ќе правиме ремикс, као бутлег тоа. И јас и уште некои други продуценти диџеи, кои што другиот е Диџи Рока и Дима Стицки. Значи, ние тројцата направивме ремикс на истата песна, која што е Телекастер. Кажи ми, лесно ли е да се поврзеш, да речеме, со продуценти, музички имиња? Знаеш кога, предпоставам дека во тој свет малку поразбиен во погледот на музиката, не постојат бариери, его, суета толкова можеби во мера како што сме навикнати кај нас. Лесно, мислам дека како што имаше во една прилика кажано, се достапни за да направат, да се поврзат со други дел од светот, со други артисти, како што во случајот работиш и ти. И попатно ќе те прашам дека во моментот работиш со Вандер во неговата музичка академија, така? Да, значи Вандер е еден прекрасна личност кој е диџеј, продуцент, доаѓа од Доминиканска република. Живее тука во Амстердам. Од Доминиканската република доаѓа. И тука живее во Амстердам веќе 3-4 години. И да, едноставно преку социјални мрежи, преку Инстаграм, ние се имаме запознано, кога е пишав би сакала да бидам вклучена во тој проект, што можам нели да се вклучам да помогнам. И он рече како повеќе одобретворена си. И така да почнавме да работиме сега, имаме во социјалните мрежи, може ние се занимаваат музика, сценичка продукција, или што сакаат да се занимаваат, може да не следат Вандер Music Academy и постираме разни совети за музичка продукција, едукативни. Содржини кои што се апропо продукција и... Да, да. Така да ние сме сега во тој тим, јас, Вандер и Себастијан, работиме, поздрав до двајцата. Hello, радио гледачи. Да ги поздрав и од Скопје, Македонија. Како и да е, може ли вака да не поздравиш со некоја музичка нумера? Тоа си го ветивме уште од минатиот пат, меѓутоа бевме нели скратени во програмата. Сега не сме, така што може ли да ни отсвириш нешто вака да ја поздравиме публиката токму од живот Амстердам, од твојот дом? Ајде. Само ќе ги задам слушалите, Слободно. да не се тоа за... Ќе имате прилика да уживате. Песната се вика Blackbird. Од Пол Маккартни. I was singing about taking road and learn to fly. Oh, your life. You're only waiting for this moment to arrive. Take this sunken eyes and learn to see. Oh, your life. You were only waiting for this moment to breathe. Blackbird, fly. Blackbird, fly. Into the night of a dark night. Така нека. Супер поздрав, таман така некако. Знаеш како, не е едноставно овака да се пренесе преку видео, и кога ќе кажат луѓето дали можеме да функционираме во ваков свет, и јас се уште сум главен противник, и јас сум, иако сме генерација која што нели има фатено секакви транзиции, меѓутоа се надам дека во некоја
блиска иднина ќе дојдеш во Скопје, нели секако го посетуваш и ќе имаме прилика да те слушнеме во живо. Работиш ли генерално може и на македонска музика или сега засега си посветена таму во животот на Амстердам? Па реално немам некои нови песни. Мислам имам неколку песни кои што ги имам направено, претходно ги немам дадено. Така да прашањето дали да ги ставам јас или можеби некој тук од нашата естрада може да ги пренесе, да ги све, да ги светува. Тоа е уште под знак пашалник. Меѓутоа имам на англиски по последно време почнав да се фокусирам да пишувам песни и тоа ми дојде онака скроз инспиративно, многу интересно, пошто дојде во момент кој што се откажа во акустична музика и правење на пишување на акустични песни со текст. Не смеш да ни го направиш тоа, те молам. Таков беше моментот, реков се ќе се пише да правам на електронска музика, на музика. Знаеш како, we all have ups and downs, сите го имаме тој момент како амплитудата животна, некогаш ќе паднеме, па ќе се издигнеме како феникси, тоа се случува. Па секогаш, животот не е на права линија, секогаш има на ups and downs. Искушенијата се меѓу другото и неопходни за раст, наш личен раст. Колку и да не сакаме да го прифатиме сето тоа во моментот ќе си речеме зошто баш сега на мене, мислам нели се правиме во центарот на универзумата, всушност секој од нас дели некаква слична приказна со животна филозофија на подеми и падови. Да, во животот сметам дека се што ни се случува слична и сметам дека е многу важно да се научиме како да слушаме тоа и да го фатиме и да знаеме како да се справиме со тоа, да не сме секогаш во негација. Зошто сега не ми зошто? Сигурно има некаква причина и тоа така всушност учиме тој живот, така да напредуваме. Астролозите ќе кажат на оваа тема, нема потреба да ги поставате прашањата, плаќате нешто од претходните ваши животи. Како да е? Тоа дека нова месечина во лав, пазите. Апсолутно. Еве пред да си се збогуваме, секако ние ќе се вклучуваме. Знаеш дека сакам да те имаме многу често. И особено некако да ни го пренесеш таа некакво искуство од холандската престолнина. Јас кажав во една прилика, Нов Зеланд, Стокхолм, Норвешка и Холандија за мене се градовите каде што сум се гледал некогаш можеби за живот. Не, за мете така е. Како е генерално, како се снаоѓаш, како ти е во Амстердам, колку време помина како си таму со свое живење? Па веќе 3,5 години тука. И да. Кога помина, јас дури во најавата кажав дека можеби година и половина, две, случајно тоа поминале 3,5 години како се ти со веќе живење. Па јас тоа беше многу стресен момент за мене, во кој што решив да дојдам да се пробам среќата. Знаеш, не сакам да имам никаков притисок во тоа што кога кажуваш планови на луѓето, некако потешко ти станува. Јасно, се разбираме. Се навикна лесно, се адаптираше лесно таму? Па, почетокот беше тешко, реално, додека најдам работа и такви работи, тоа храна со почак на овој ветер овде, кога сватиш што значи да се води почак на ветер со шиба 70 на сат. Али, не знам, за мене тоа беше прекрасно. И секој момент е за мене интересен да како си да е, затоа што сум љубопитна и сакам да научам што сега животот така да ми каже и што треба да научам. И нормално не е секогаш мети преко. Така е. Меѓутоа, мене љубовта спрема музиката секогаш ми е следната точка која што ми интересува на тоа што тој да ми се случува во животот, тоа е мојата религија, тоа е мојата спиритуалност и секогаш може за да ја пренесувам таа енергија. Убаво кажано, тоа е таа твоја религија и јас повторно ќе кажам, кога се базираме на тие религии и така натаму, тоа е премногу примитивно за мене, бидејќи секоја една религија во која што човек верува на оваа планета Земја е всушност една иста причина. Тоа е
љубовта и љубезноста, тоа што треба да го нудиме, колку и да звучи вака сега наивно некому. Ива, ти благодарам многу за вклучувањево. Се надам дека за скоро време повторно ќе ти имаме вака онлайн. Па се надам дека ќе ме изненадиш за скоро време дека ќе не посетиш во Скопје. Недостасува твојата енергија. Обавезно. Ве посетам, а ако ти доаѓаш овдека во Амстердам, може едно интервју тука да направиме на канал. Апсолутно, апсолутно. И да знаеш, ќе те барам за сите оние следи наши можеби мигови поминати, можеби и таму. Обавезно, обавезно. Те Благодарам за сите гледачи. Беше Те чест. сакам. Чао, чао, исто. Чао. Љубов до нашата Ива Христовска, нашата амика. Во продолжение ќе одиме со Кузблок реклами, а потоа, како што кажав, од Амстердам се селиме во Струмица. Таму го имаме нашиот Панче Димов, кореограф, кој што ќе најави и представата Human или човек во склоп на најновото издание на Струмица Open Festival. Повторно во светот на културата и уметноста, ние ги почитуваме секако нашите соработници и пријатели од Струмица Open Festival, така што тековно информираме за оно што ќе се случи можеби следниот период во ова најново издание. Поинаква приказна, меѓутоа апсолутно мислам дека и годинава кога и да појдете следниве 3 седмици, додека трае и до 3 септември чинам најновото издание на Струмица Open Festival, имате прилика да уживате во низа настани. Вчера најавивме летната школа за гитара, денес на голема чест ќе имам прилика да говорам со еден фантастичен млад уметник и пријател, меѓу другото и кореограф, токму на почитуваното One Dance Studio во Струмица, како што и споделив на самиот почеток доколку не пропуштевте. Панче Димов, меѓу другото со својот тим работи еден проект и представа насловена како Human или човек, кој што ќе се изведува на 27 август, ако не погрешив, ќе ме поправи Панче. Панче, благодарно за вклучувањето, се надам дека добро не слушаш и ќе пратиш еден добар поздрав од Струмица. Не ве слушам. Јас изназборев, ама Панче не слуша. Мислам дека можеби ти би требало да имаш некој проблем со својот звук, да видиме. Сега ние не те слушаме тебе. Би требало да видиш можеби во опциите, ајде, потруди се, ако не, ние ќе пуштиме можеби. Ајде вака режија. Ќе одиме сега со кусот, тоа се случува, нели сепак е програма во живо и технички да се поврземе да видиме. Ќе одиме со Ива Христовска амика, нејзиниот спот, морам да ти кажам, додека да видиме ние да можеме да воспоставиме контакт како што треба со Панче. Добро е што го имаме барем визуелно. Пишувам само тажна музика, се преправам пред другите и пак сум дама. Душава плоча изгребана. Една година и друга помина, јас пак сум сама. Дури и стрелките на часовникот се движат некако поразлично. Времето е бавно искаменето. Но сепак сватив, мора да ти кажам. Мора да ти кажам, дека ми е многу тешко без тебе. Мора да ти кажам, дека веќе ништо не, исто не. Мора да ти кажам, дека... Ива Христовска малку ни помогна околу технички да се поврземе повторно со нашиот пријател Панче Димов, познатиот и почитуван кореограф од One Way Dance Studio во Струмица. Како што и споделив, морам да ти кажам, беше еден фантастичен видео сингл кој што имавте прилика ве сега кусо малку да го слушнете. Панче, ние те најавивме и ги дадовме сите можни добри квалификации, епитети за тебе, меѓутоа еве ќе потсетам уште еднаш
ја работиш представата, да не се повторам за гледачите, конкретно која што ќе биде во склоп на ова најново издание на Струмица Open Festival или поинаквата приказна годинава во склоп на ова фестивалско издание, и тоа на 27 август. Проектот кој што е насловен како Human или пак нели човек. Ќе споделиме неколку интересни нели работи и за тебе како кореограф. Како си ти периодов, пријателе? Па, поздрав пред се Марко, фала ти на најавата и ви благодарам на поканата и на цела поддршка која ни ја давате. Супер, еве, после 5 месеци пауза негде почнавме активно сега со часови и да работиме на нови проекти. Струмица е жива периодов, пријатели. Јас кажав до 3 септември кога и да се појде ќе најдат на различни проекти, меѓутоа еве со тебе ќе најавиме еден проект кој што ќе се случи на 27 август. Иако нели работиш на повеќе проекти со твоето One Way Dance Studio, би сакал само да дадеме акцент малку повеќе на проектот или нели таа некако начин презентација која што ќе имате, Human или човек, каде што ти ми сподели телефонски, се работи нели за вистинските, претпоставам, човечки вредности кои што не би требало да го забораваме. Ми интересира зошто токму овој работен наслов, инспирацијата и ти како млад уметник на оваа сцена? Па пред се инспирацијата беше од сегашните случувања, да како што кажа насловот е Human и представата е разделена на повеќе делови кои што секој од нив обработува посебна тематика, тргнувајќи од човекот како поединец, човечката психа, борбата со нашите позитивни и негативни мисли како влијаат на нашите одлуки и нашето секојдневие. Па продолжуваме на фамилијата и за тоа колку љубовта и поддршката ни е потребна од најблиските, како е да се живее во позитивна средина, домашна атмосфера, наспроти спортивното. Улогата на секој поединец во општеството, општествената моќ како фактор и се тоа. Имавме и многу повеќе точки што сакавме да ги опфатиме, но работиме, програмата се поменуваше повеќе пати од четокот и самото време за организација беше скратено, а исто така и времетраењето на представата. Одлично. Значи, буквално со цел ја создадовте конкретно да се попробира на овогодишното издание. Целта пред се ни е кај секој присутен што ќе биде на представата да извлече нешто што ќе да предизвика емоции некако. Од корист за самиот себе си, без разлика од која сфера во животот. Така. Кога го создававте проектот, имаше бура од емоции кај вас? Да, огромна благодарност ќе искористам приликата до сите што учествуваат во представата, ептен со големо срце ја работат и ептен се пронајдовме во проектот и едва и чекаме негова премиера. Знаеш што ми се допадна тоа што го спомена за йинг-јанг моментот, бидејќи знаеш некогаш ги обвинуваме работите кои што се апсолутна фикција во нашиот ум, дека постои некаков рај, пекол и така натаму, всушност ангел и демон си самиот ти како поединец, како човечко бите, секој од нас и нели убаво кажа ти на каков начин треба да ги тренираме тие позитивни мисли. И драго ми што доаѓа да речем од еден млад креативец и професионалец току нели што го сподели сето ова. На 27 во колку часот ќе се презентира проектот? И уште само кога ја објавивме представата се прејави преголем интерес и ќе имаме два пати ќе играме. Имаме од 9 и од 10 часов. Два пати на овој датум или во Не, во исти ден, од 27 август ќе биде, два пати ќе играме на локација Струмички амфитеатар, на прекрасна локација, мислам дека баш одговара за целиот настан. Да, едноставно и можност ни дава да почитуваме сите протоколи што се пропишени. Пред се во секоја организација кога влегуваме во тоа ни беше целта да биде се според мерките за здравјето пред се. Јасно. Убаво што го поентираш истото. Додека говориме, јас и ти ќе погледаме неколку убави илустрации и видео презентации. Апропо нели и One Way Dance Studio, би сакала да те прашам и како млад кореограф, колку време си дел од ова студио? Ако не се лажам, ти си еден од главните нели и основоположници на истото. Да. Студиото веќе работи 3 години. Јас како танчер се бавам веќе 8 години и мислам дека посебно како тренери кои што работиме со млади генерации, мислам дека имаме голем удел од самиот нивен развој. И да, ние сме студио за танц, но целиот акцент не го ставаме на тоа. Работиме да развиеме здрави навики, здрави размислување, почит, култура кај секој што е дел од нашето студио. Во моментот баш те гледаме со една
твоја видеопрезентација со рамките на слики и тоа било платно? Да, проект сработен за карантинот. Немавме активни часови, но не можеме да застанеме. Да, и знаеш како кога и се слушнавме јас и ти од прилика кога мака ми ги пратио видео сватив дека си ја сватил сериозно работата со кореографијата. Да не забораваме дека тоа е една гранка која што е во апсолутен подем изминативе години, се прават и секакви подкасти, нели онлайн презентации. Едноставно луѓето во играњето, танцувањето, па и во осмислувањето на кореографии наоѓаат таков буквален вентил и една поинаква психофизичка моторика нели се развива. Што можеби ти од низ твоја призма ќе кажеш ти помогна танцот во животот ти сега веќе како кореограф да ги споделиш овие искуства за гледачите? Се што гледаме околу нас како танчер, како кореограф, го гледаш од страна на танчерски аспект. Тоа е како да го прикажеш тоа преку танц или секоја емоција како да ја пренесеш преку танц пред се. Значи тоа ти е инспирацијата ја гледаме во секојдневието. Да. Знаеш најчесто да речеме кога ги имаш ете тие да речеме денови на црни мисли, како и сите секој од нас нели некогаш ќе се чувствува анксиозно во животот, нели непредвидливост или иако нели сите ќе кажеме мудри мисли и мајстори од сите тие да речеме древни техники ќе кажат дека треба да ги тренираме мислите и да живееме со моментот на сега или the moment of now. Имаш моменти кога знаеш да се затвориш и во можеби најтешките моменти да осмислиш кореографија и да го пренесеш тоа можеби искуство за младите членови во One Way Dance Studio. Да, пред се тоа е момент на инспирација и го користиш максимално, дали било негативно или позитивно. Танцот ни е како што каже еден вентил и преку него искажуваме се што чувствуваме и пробуваме да пренесеме се што имаме. Има интерес кај младите и возрастните генерално вака за танцот добро. Претпоставам дека повеќе младите, меѓутоа гледам дека и возрастни знаат. Да. Можеби да Марко, ние работиме со деца од 4 па нагоре. Најбројни се малите од 10-12 години, но имаме доста пак некој до возраст од 20 години, работиме активно со нив. Јасно. Еве баш во моментот гледаме некои фини кадри, се не знам дали ќе се изразам точно некој батл, оние dance battle. Да, пошто имавме нашата соработка е повеќе годишна со Гонци и со цел нивен тим и одлично соработуваме стварно. Ово е нов проект сега што работиме на него, но пред изминатите години организиравме Street Summer Jam фестивал што промовираше урбана култура, имаше настани за најмалите, буквално за сите генерации, имавме и dance battle од направувачки аспект настани, се тоа склопени во еден настан. Оваа година немавме можда да го вклопиме и него во програмата, но затоа се посветивме целосно на представата. Јасно. На кои други проекти можеби работиш периодов, иако нели можеби стопирани се дел од активностите поради ситуацијата, меѓутоа претпоставам дека тоа не пречи да и понатаму продолжиш со некоја работа што ќе стартува можеби по здравје Боже заврши цела. Сега ја користиме ситуацијата како наоѓаме нови начини да бидеме креативни, што помоѓа да искористиме таа ситуација сега у позитивна смисла, да се инспирираме и да креираме нешто ново. Иначе пак имавме ние најголем проект што ни беше требаше случува во април. Требаше да ни гостуваат танчери буквално што се дел од најголемите светски перформери, да бидат гости во Струмица, но не успеавме да го реализираме. Се надам дека во блиска иднина ќе успееме да биде и тоа. Но сега работиме претежно на представата и спремаме нови уписи од септември, нови видеа и тоа е тоа. Супер. Панче, ти благодарам уште еднаш за вклучувањето. Ќе потсетиме уште еднаш 27 август со две премиерни изведби на Human и Човек, нели во име на вашето работење со One Way Dance Studio. Те поздравам за оние кои што ќе патуваат во Струмица, постојано има активни проекти во склоп на Струмица Open Festival. Да, ве поканувам да ја погледнете представата доколку сте во можност и да сите гледачи. Супер. Убав ден, пријателе, благодарам уште еднаш. Фала ти. А во продолжение ќе ве поздравам секако и убав остаток од овој петок. А ако не правите нешто конкретно, тогаш останете си на Телма, следуваат секако и оние прекрасни блокбастери или филмски серијали, во случајот нели Велвет серијата ќе имате прилика да си ја проследите. Убав викенд Македонија, понеделник повторно ве чекаме со новите содржини. Премиерни 90 минути на Телма 16:15. Чао, чао.